Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Производителите на ориз во Кочанско се жалат на послаби приноси од овогодишната реколта. Една од причините за тоа, како што велат, е сланата што ги зафатила нивите непосредно пред да бидат ожнеани, заради што ќе бараат одштета од државата. Драстично помали приноси бележат оризопроизводителите во Кочанскиот регион од годинашната жетва. Сметаат дека врз тоа влијаеле повеќе фактори за време на вегетацијата на оризот, а капак на се била сланата што на почетокот на октомври ги зафатила неожњаните парцели. Земјоделците веќе ги известиле представниците на своите здруженија за состојбата, а формирана е и комисија која излегла на терен и направила одредени проценки на штетите. Поред наши први проценки тие се движат од 30 до 90%, значи има одредени површини кои воопшто нема да бидат жнеани, што укажува на сериозноста на состојбите и на потребата да се вклучат институции од повисоко ниво, односно Министерството, владата и тие работи, да се изнајдат конкретни решенија кои би значили ублажување на состојбата на проблемите, бидејќи, пак ќе речем, значи ова година место планираните 25-6 тони оризова арпа се очекува некаде околу 15.000 тони. Најголеми оштетувања има на полењата во атарите на селата Спанчево, Соколарци и Чешиново, но помали приноси од жетвата на оризот регистрирале и земјоделци од другите села во Кочанско. Сланата има оштета најмалку од 20% па нагоре, тоа што беше зелено и затоа е толку мал придонес. 400 кила тука е, вчера жнавме и денеска, од прилика тука е. Земјоделците веќе ги алармирале надлежните во подрачната единица на Министерството за земјоделство, како и од водостопанското предпријатие Брегалница, а на работна средба со нив се сретна и министерот Љупчо Димовски. На затворениот состанок со него било побарано да се направи измена на програмата за финансиска помош во земјоделството и руралниот развој за 2013 година и да се воведе дополнителна мерка како надомест на штетите кај оризот. Воедно се анализирал текот на откупот и висината на откупната цена на оризот и оризовата арпа, посебно за секој откупувач. Се разговарало и за водоснабдувањето и заштитните препарати, а побарано е зголемено присуство на инспекцијските органи во контролата на откупот. Истовремено на средбата направен е пресек на реализацијата на проектот за подобрување на квалитетот на оризот и ефектите од него. Во спортско-рекреативниот центар Пониква пристигна опремата за сноуборд скијачката патека што ја донираше акционерското друштво МЕПСО. Според најавите, таа наскоро ќе се монтира и ќе може да се користи уште оваа зимска сезона. Со товарни возила и друга механизација донесена е дел од опремата за ски патеката за сноуборд на Пониква. Со тоа спортско-рекреативниот центар на Осогово се опремува за престојната зимска сезона на посетителите да им овозможи дополнително уживање. Опремата вредна околу 1 милион евра ја донираше акционерското друштво МЕПСО и таа веќе се истовара во кругот на одморалиштето на Министерството за внатрешни работи, од каде по соодветните подготовки ќе започне да се инсталира на теренот покрај ски патеката број 3. Од локалната самоуправа на Кочани присуствуваа на примопредавањето на опремата и најавија успешен старт на скијачката сезона. Се примаат ратракот, се примаат топовите за вештачки снег, опремата за сноуборд патеката и една моторна санка. Изведувач на работите, односно испорачател на опремата енергосистеми. Со овој дел се завршува, значи се подготвуваме за сезоната, можеме да очекуваме кога се спуштат температурите и ако немаме снег, значи со овие топови да го имаме вештачкиот снег и да едноставно ја отпочнеме сезоната и порано од она што го предвидува природата. Димитровски рече дека се очекува уште еден дел од опремата што се најавуваше, со што целосно ќе биде заокружен проектот и за ноќно скијање. Во меѓувреме се работи на придружните објекти и инфраструктурата што ќе го комплетираат ски центарот на Пониква. Работиме на изработка на техничка документација за двете мали езерца на Арамиска чешма што ќе бидат основа за водоснабдување квалитетно. И сега имаме вода ние на сите објекти, меѓутоа да имаме едно квалитетно водоснабдување за сите објекти. Преку Источниот плански регион помина проектот за изработка на студија за фекална канализација, односно отпадните води да се решат, така да имаме повеќе проекти кои што континуирано се течат понатаму. Пред владата веќе се наметнал и проект за современо патно поврзување на сите општини што гравитираат кон Пониква и Осоговијата, за што оттаму се добиени позитивни сигнали, рече Димитровски.
Според градоначалникот Димитровски, за нешто повеќе од 2 недели треба да проработи и новото заедничко меѓуопштинско јавно претпријатие меѓу Кочани и Пробиштип. Процедурата за негова формирање е при крај, а уште оваа зима тоа ќе треба да се грижи за инфраструктурното уредување и комуналните работи во спортско-рекреативниот центар Пониква. Се уште не се избрани директор и членови на управниот и надзорниот одбор на новото заедничко јавно претпријатие Пониква КП, што го формираат општините Кочани и Пробиштип. Се чека на завршување на уште некои формалности околу неговото основање и регистрација во Централниот регистар, пошто ќе биде избрано раководството. Целата постапка се планира да заврши до крајот на месецот, па дури потоа претпријатието ќе може и официјално да профункционира. Иако согласност за неговото основање советите на двете општини дадоа на почетокот на октомври, неискуството околу конституирањето на меѓуопштинско претпријатие е една од причините процедурата да трае подолго од вообичаеното. Тоа е прв таков проект во Република Македонија да имаме заедничко јавно претпријатие, па се поставуваат многу прашања. Очекуваме дека во наредните 2 седмици работата ќе биде целосно завршена, односно до крајот на некаде до средината на месец ноември ќе имаме формирано претпријатие и ќе биде изберено раководство. Инаку, по 2 лица од општините Кочани и Пробиштип, кои ќе бидат вработени во претпријатието, веќе ја поминале почетната обука. Наскоро ќе ја посетуваат и дополнителната обука за користење и управување со новата опрема што пристигна во ски центарот. Основањето на заедничкото јавно претпријатие се јави како потреба за вршење работи што се од надлежност на општините, а се однесуваат на развојот на туризмот и управувањето со ски центарот на Пониква, во чија изградба делумно инвестираше и државното електропреносно претпријатие МЕПСО. По половина век започна да се реконструира дел од патниот правец градец Виница. Парите ги обезбеди општината од својот локален буџет. Еден дел од патниот правец кој го поврзува селото Градец со Виница започна да се надградува со нов асфалт. Активноста се одвива во должина од 1 километар и ширина на коловозот од 4 метри. Градежната фирма Стоименов од Кочани, која го доби тендерот, работи на реконструкцијата на патната инфраструктура во горниот дел на селото, која не е обновена со децении. На асфалтирањето му претходеше крпење на ударните дупки. Интервенцијата е предвидена со годишната програма за асфалтирање на општина Виница за тековната година, а средствата во висина од 1.750.000 денари се од буџетот на општината. Патот се возобновува после 50 години. Старите жители велат дека реконструкцијата била повеќе од неопходна. Во изминатите 4 години локалните власти се обидоа да го заживеат Градец. Се работеше на реконструкција на дел од улиците, се помогна во доизградбата на црковниот храм кој се градеше цела деценија, а се изгради и спортска сала во рамките на подрачното училиште Славчо Стоименски. Но селото кое беше запоставено од долг временски период, се уште има нерешени приоритети во делот на инфраструктурата. Канализацијата не е во целост завршена, а за крапење и асфалт чекаат и повеќе помали улички. Бесплатна градинка за 20 ромчиња преку проектот Добар почеток во Виничката градинка. Финансиски е подржан од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта. Деновиве стартуваше проектот Добар почеток, од кој бенефиција имаат 20 на ромски деца кои бесплатно ќе ги користат услугите на Виничката градинка Гоце Делчев. Со средствата кои ги обезбедува Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта, покрај престојот на дечињата, покриени се трошоците за превоз и за ангажирање на 2 негувателки. Околу 50 деца од ромска националност редовно посетуваат градинка. Детската установа Гоце Делчев во Виница е вклучена во 2 проекти, кои ги финансира Ромскиот едукативен фонд. Македонските и ромските деца веќе години наназад заеднички се вклопуваат во образовниот систем. Учат македонски песни, приказни, рецитираат и раскажуваат. Проектите инклузија на деца роми и Добар почеток годинава овозможија бесплатна градинка за околу 40 или 50 деца од ромските семејства од предучилишна возраст. Новина е што годинава превозот на децата ќе им го плаќа Ромскиот едукативен фонд, а ќе се плаќаат и 2 негувателки, вели директорот на установата Илија Јованов.
Мешаните групи не се проблем за едукација од страна на воспитувачките. Единствено македонскиот јазик им оди тешко на децата кои во фамилијата зборувале исклучиво ромски. Овој бенефит ромските семејства во Виничко го користат веќе 8 години, а низ процесот на инклузија досега поминале преку 200 ромски дечиња. Велес низ стари фотографии е насловот на изложбата што е отворена во Кочанската библиотека Искра. Изложбата опфаќа период од 100 години и историја на Велес, староградска архитектура, растежот на градот. Најстарата фотографија датира од 1869 година па се до 60-тите години на 20-тиот век. Низ стотината фотографии изложени во установата, проследен е развојот на градот, прикажан низ призмата на историјата, етнологијата, архитектурата и други аспекти. Автори на изложбата се Павлина Василева и Марин Клифов, виши кустоси историчари во локалната установа Народен музеј на град Велес. Тие една година работеле на собирање на фотографиите за истите да бидат пред очите на јавноста, некои и за прв пат по многу години. Како што може да се видат нови фотографии, Велес е доста изменет, нели? Посебно централното градско подречје. Од овие куќи овде што може да се видат во центарот на градот има само една куќа, останато до две, нели? Од староградската архитектура, друго се е ново, имаме нов дел на градот, нови Велес, како што го нарекуваат граѓаните. Потоа изградени се многу други објекти. Најинспиративна и централен символ на градот е градскиот часовник. Тоа е од негде 16-тиот век. Тоа било првенствено турска осматрачница воена, покасно станува, нели, како градски часовник и денеска е символ на градот. Убавината на стариот град, а бидејќи е музеј, секако мораме да имаме документација од стариот Велес и тие фотографии кои се наоѓаат во депото да не останат само мртва хартија, него да ги видат граѓаните, особено новите наши потомци, кои не го познаваат градот таков каков што бил, старите да се потсетат, а младите да го видат стариот Велес, кој бил во својот најголем зенит во крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век. Изложбата е во рамките на соработката на Народниот музеј и Кочанската библиотека. За отворена ја прогласи директорката на библиотеката Данута Ананиева, а пред присутните осврат даде библиотекарот Вера Атанасова. Фотографиите во установата ќе бидат изложени во наредните 2 недели и достапни за кочанската јавност. Откако изложбата во Велес постигнала рекорд на посетеност, за неа интерес покажале и граѓаните од останатите градови низ државата. Затоа, после Кочани, ќе биде представена и низ другите македонски градови. Невестите кои годинава стапиле во брак да присуствуваат на вечерната богослужба што во 16 часот во сабота ќе се одржи во црковниот храм Свети великомаченик Ѓорги во Кочани, потсетуваат свештениците. Според обичајот, тие освен што треба да месат погача за здравје, би требало да бидат облечени во невестински фустан. Обичајот за празнување на Петковден е задржан и кај нас. Невестите кои стапиле во брак оваа година, во сабота, ден пред Петковден, заедно со своите свекрви и мајки, ги носат свадбените свеќи да догорат. Месат погача за здравје и среќа и носат вино. Од православниот храм Свети великомаченик Ѓорги потсетуваат дека ќе се служи вечерна богослужба во сабота и божествена литургија во недела. Во нашите краишта постои една убава традиција, сите нововенчани невести заедно со своите мајки и со своите свекрви да доаѓаат во црквата, значи вечерната богослужба, кога доаѓаат сите ќе се отслужи во сабота со почеток во 16 часот, додека оние кои што нема да можат да присуствуваат на вечерното богослужение, ги покануваме утредната на света божествена литургија со почеток во 8 часот. Традиционално е, вели Арсовски, невестите на овој ден да бидат облечени во невестински фустан. Инаку, празникот Петковден за многу семејства представува семејна слава, бидејќи култот кон Света Петка кај нашиот народ е многу раширен. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи и од многу болести, поради што народот ја нарекува уште и мајка Параскева.
Следуваат спортските информации. Футсал клубот Кочанија имаше својата официјална промоција. Ке го користи истото лого како и сите фудбалски екипи што го носат името Кочани. Премиерниот настап КМФ Кочани ќе го има в сабота со почеток во 16:30 во спортската сала во Основното училиште Никола Карев против Фифи од Пробиштип во рамки на правото коло од втората македонска футсал лига. Финансиската конструкција на клубот не била тешка да се состави затоа што го опфатила обезбедувањето на основните услови, додека членовите на КМФ Кочани клубските бои ќе ги бранат без финансиска надокнада. За финансискиот дел можем да кажам дека се обезбедени за сите играчи е обезбедена неопходна спортска опрема, почнувајќи од дресови, патики, гакици, овие штуцните, штитниците. За спортската сала за трошоците имаме подпишано договор со Основното училиште Никола Карев. А другиот дел, значи за играчите, се е на доброволна основа. Значи нема никакви финансиски надоместоци за играчите, со сите играчи индивидуално разговарано и сите се согласуваат да на доброволна основа настапуваат за клубот. Тренерот Крсте Крсте смета дека Кочани нема да игра само епизодна улога во лигата. Направивме квантитет, од тој квантитет се надеваме да исплива и квалитетот и од надпревар на надпревар да покажуваме се подобри игри, а со тоа се надеваме и на позитивни резултати. Сигурно дека како почетници во оваа лига нити можеме, нити сакаме да предвидуваме пласман на табелата, но се надеваме и ние да бидеме сериозен противник за секој наш противник. Од друга страна, доколку ни се укаже шанса и можност, сигурно дека ќе искористиме и да се замешаме во борбата во првите 4 екипи кои ќе земат учество во плей-оф надпревар и со тоа за највисок пласман. Нормално, не се залетуваме и кога би губиле, мислам дека честно и достоинствено тоа би го направиле. Мислењето на Крстев го дели фудбалерот Цветков. Се надпреваруваме да ако можеме да стигнеме до оној плей-оф систем каде што ќе добиеме и плюс 6 надпревари во лигата. Конкретно за надпреварот во сабота екипата се подготвуваше, имаме разработено некој тактички добар план. Се надевам на позитивен резултат уште од прво коло на домашен терен со помош на нашата публика од градот и на се подобри резултати понатака. Се надевам, иако сме новајли, мислам дека имаме квалитет во екипата да достојно да се представиме во нашата лига и да на најдобар можен начин да го представиме и градот Кочани. Членот на управниот одбор на Кочани Владо Андов упати повик до граѓаните за поддршка на клубот. Сите заинтересирани влюбеници во футбал лигата и тоест во малиот фудбал може да дојдат и да ги посетат сите надпревари кои ги се играт на домашен терен. Ја користам уште еднашка приликата, значи од моје име и од управниот одбор на футбал екипата да ги поканиме да дојдат и да ги следат сите утакмици кои ќе се играт во спортската сала во Никола Карев. Поголем дел од играчите веќе имаат ангажман во ФК Осогово, а тоа според клубските челници нема да биде хендикеп, туку предност. И календарот на надпревари дозволува фудбалерите без проблем да настапуваат во двата клуба. Во втората футсал лига настапуваат 8 екипи, освен Кочани и Фифи, тука се и Саса Каменица, Алгомак Свети Николе, Цико Стојаково, Хедис Прилеп, Куманово и Гемиджи од Велес. Влезот за надпреварите ќе биде бесплатен. А во Виница е формиран нов клуб во пинг-понг. Стартот е амбициозен, но за остварување на целите се бараат повеќе спонзори. Во Виница неодамна почна со работа првиот пинг-понг клуб во општината, што го доби името Винспин. Идејата потекнала од локална група на влюбеници во овој спорт. Просторните услови за работа на клубот, вклучувајќи ги тренинзите и подготовките за надпревари во иднина, ги обезбеди локалната самоуправа на Виница, која на пинг-понгарите им ја отстапи салата во близина на противпожарниот дом.
Клубот размислува за проширување и затоа е отворен за прием на нови членови. А веќе се одржаа првите надпревари на кои учество зедоа поискусните. Надпреварувањата беа во рамките на системот на надпревари од календарот на Пинг-понг Федерацијата на Македонија. Но како и за секој новоформиран клуб, од клучно значење се финансиите. На Винспин на почеток му е неопходна подршка од бизнис секторот и општината, за освен просторот да се обезбедат и други основни услови за работа. Тие опфаќаат набавка на пинг-понг маси и други реквизити, а потребни се и дополнителни финансиски средства за исплата на хонорарите на тренерите, затоа што клубот планира да ангажира професионалци од овој спорт. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.